Во овој блок започнуваме на тема социјално претприемништво. Имено Арно официјално го отвори петиот повик за РАЙС програмата. Таа е за поддршка на млади социјални претприемачи и денеска ќе дискутираме малку на темата колку е важно при тоа да освен едукација, простор да се има среќа, но и поддршка финансиска во градење на сопствен бренд. Разговараме во продолжение на оваа тема Маријан Ицовски, програмски директор во Арно, и Стефани Принкова, проектна координаторка во Арно. Добро утро. Добро ве најдовме. Може прво да почнеме со петиот повик за РАЙС, проектот, програмата. Може така да започнеме. Ајде, кому е наменет? РАЙС проектот, како што кажавте, е веќе пета година поред, им дава поддршка на младите од Западен Балкан. Поддршката вклучува обуки, менторска поддршка, финансиска поддршка од 2500 евра, многу патувања и можност да се бидат дел од така наречената алумни заедница. РАЙС програмата е намената за млади од 16 до 35 години. Млади кои што имаат идеја за решавање на одреден проблем, односно започнување на зелен и социјален бизнис. Сите млади кои што имаат тим и идеја може да аплицираат на повикот. Повикот е отворен уште неколку дена. Аплицирањето е многу лесно, се пополнува форма која што има неколку прашања. На англиски јазик се пополнува и истата форма може да ја најдат на нашите социјални медиуми и на веб страницата. Велиме бренд, колку е важно да се има знаење, мора да се има среќа во животот, нели? Но треба да се има економска поддршка во изградбата на еден бренд за овој момент? Да. Па не е лесно да се постави бренд, особено во Македонија и особено за социјалните предприемачи. Зошто не е лесно? Дали сме мал пазар, дали сме Па има повеќе фактори за тоа, да, има повеќе фактори, едно сме мал пазар, да, особено вториот момент е поддршката за социјалните предприемачи. Нашата организација обезбедува, но се уште кај нас социјалното предприемништво е на самите почетоци. За гледачите тоа е предприемништво што е одговорно, односно покрај тоа што собствениците, односно основачите сакаат да направат профит, мора да имат и некоја социјална мисија. Тоа може да вклучува заштита на животна средина, може да вклучува вработување на ранливи категории граѓани, и кога ќе излеземе на пазарот, непрепознаеност, економските услови, ситуацијата во државата, глобалните текови на економијата влијаат, но сепак има и успешни примери кои докажуваат дека може да се постави бренд. Многу е важно од почетокот да се има потребната поддршка, не само финансиската. Например, во нашата програма финансиската поддршка можам да кажам дека е повеќе и символична, 3000 евра за почнување на бизнис, но поддршката од нашите ментори, кои се прекрасни луѓе, кои се професионалци во брендинг, во маркетинг, во градење на бизнис, е исклучително важно од самите почетоци. Така да таа комбинација и секако со малку среќа и малку упорност може да се постигне и од кај нас. Добро, поделивте бесплатни прирачници за социјално претприемништво. Што има во нив? Да, имавме многу интересен настан минатиот петок 13. Беше организиран се со цел да покажеме дека подобро е кој било петок отколку кој било понеделник. Тоа знаеш, не е битно, да, 13 или подобро петок 13 него за некого 13 да е среќна. Да, има нели некој суеверие дека е несреќен ден. И поканивме неколку предприемачи, социјални предприемачи што имаат успешни брендови и што постојат кај нас и се препознаени, и презентиравме прирачници со цел да покажеме. Да, ова се фотографиите? Не, ова е друг настан од минатата година од презентацијата на идеите. Добро. И презентиравме сет наалатки кај што може секој што е заинтересиран за социјално претприемништво буквално да ги отвори и да почне од А до Ш. Нашите младите кои аплицираат кај нас им треба само идеја, па може да се најде алатка како што е бизнис канвасот, кај што полнуваш, ставаш твојата идеја на хартија, ги гледаш слабите страни, добрите страни, анализираш пазар, анализираш конкуренција, има некои вежби за меки вештини, за комуникација, за лидерство,
има вештини исто за градење на бренд, како се прави брендинг, маркетинг стратегија, но исто така има и за нашите колеги алатки од невладините организации, каде што поставивме неколку програми како тие да им помогнат на младите од нивните држави, и ова не само кај нас во Македонија, него во Европа, проектот е во неколку европски земји. Колку млади има поддржано оваа програма? Еве за двајцата прашање. И колку мина од нив водат успешни бизнис приказни и фидбек имате? Да, имаме на регионално ниво имаме повеќе од 500 млади на Западен Балкан и 175 идеи. Кај нас имаме околу 130 млади и околу 60 на идеи до сега. Секако дека дел од нив се успешни, дел од нив не се успешни од различни причини. Споменавме на претходниот прилог дека влијае и иселувањето на младите и тоа е голема причина за апликација, за нивна мотивација да продолжат. Но имаме неколку успешни приказни од минатите изданија што можам да ги издвојам, може да би сте чуле за Yes for Less, тоа е онлайн платформа, најголемата екозаедница во Македонија, каде што може да најдете одржливи совети за живот, може да најдете и одржливи бизниси, зелени бизниси, сите последни информации од нас, од нашата држава и од странство, што генерално може да денуцираат за животната средина. Еве, добро, да не посочуваме туку општо кои се областите кои што може да преживеат како мал бизнис кај нас. Областите, дигиталните технологии имаат многу поголем потенцијал, тоа го гледаме и со самите апликации, се повеќе има IT решенија, заради тоа што пристапот на пазарот не е само во Македонија, него и натаму. Исто така, туризмот има многу голем потенцијал. Еве имаме неколку идеи од Албанија, каде што организираат тури за алтернативен туризам, поранешни победници на програмата во областа на Валона. Имаме исто идеја што од кај нас, што организира камп во природа, односно шумска градинка. Мислам дека ја представивме минатата година како успешен пример. И покрај туризмот, нели, покрај IT, секако овој нов тренд на здравје, на well-being, апликации за исхрана, апликации за вежбање, апликации за ментално здравје, исто така се доста популарни. Велите, некои се успешни, некои се неуспешни. Има ли втора шанса за оние кои што имале неуспешна приказна? Има. Успешни, неуспешни, тоа е терминологија што се користи. Ние не би сакале така да ги наречеме, затоа што тие што не продолжуваат со социјалните бизниси, ни стануваат наши колеги, колешки, имаат поголем сензитивитет спрема социјалната економија, него останатите млади кои што не биле на програмите, и тоа многу не радува. Втора шанса секогаш има, не само кај нас на програмата со нова идеја, него и генерално. Прилично е вибрантна атмосферата сега за социјално и зелено предприемништво. Младите ни се повеќе одговорни и свесни за се што ни се случува и многу повеќе се инволвирани во решавање на социјални проблеми, особено еколошки проблеми, затоа што знаете дека се повеќе ни се случуваат и поплави, временски непогоди, големи жештини, не знам, немаме земјоделски производи што сме ги имале порано, и тоа влијае на нив и баш сакаат да помогнат преку некој бизнис. Ја споминавме Райс програмата и го спомнавме Западен Балкан, 500 млади, 175 идеи до сега поддржани. И сега она што можам да го забележам кај вас е дека ве прашав кои се областите во кои што преживува бизнисот кај нас, па горе-долу исто, евен овие кои што сте ги поддржале се бизниси кои што прават добро за природата, за заедниците, инклузивни бизниси, грижливи и оперативни истовремено. Да. Кои се овие примери? Можеме нешто да раскажеме, некои од тие идеи? Да, еве ќе ви спомнам пример од Србија. Има еден социјален бизнис, се вика Women on the Way. Заедно со жените бегалки имаат нивни бренд, прават облека и ја продаваат во Србија. Исто има уште една идеја, тоа е бизнис што организира кампови на отворено, градинка во природа, го спомнав бизнисот со алтернативен туризам во Валона. Имаме уште еден социјален бизнис што има развиено апликација во Босна и Херцеговина за донирање на крв, односно замечување на крвни групи во итни ситуации, се поддржани од владата на кантонот Брчко, се поддржани од неколку меѓународни организации. Кај нас имаме добри примери на
кетеринг, кој што вклучува жени од маргинализирани категории, односно жени што имаат само сезонска работа во селата во Неготино. Го спомнав примерот на Yes4Less, за екоплатформата. Минатата година да имавме 3 девојки кои има идеја и уште работат на основање на бизнесот за производство на органска кожа од чајот од комбуха и така натаму. Овие сите бизниси се успешни, секој на свој начин. На пазарот имаат своји производи, имаат своји прототипи, но исто така, како што споменавме, успешни се заради тоа што прават нешто добро во општеството и за нас таа компонента на правење добро преку бизнис е круцијална, затоа што класичниот бизнис не цели само да обезбеди профит, без многу да гледа на другите аспекти. Добро, Стефани, малку ја слушнавме, ама ајде, еве, има уште неколку дена, така, додека трае повикот. Досега колку има пријавено? Уште колку има простор да се пријават или има простор да се пријават? Да се пријави, па селекцијата е отпосле. Добре дојдени се што повеќе апликации. Апсолутно, повикот трае до петок, но како што кажав, добре дојдени се повеќе апликации, па очекуваме и да го продолжиме повикот за уште неколку дена. Имаме доволна бројка сега за сега, ама повеќе апликации значат повеќе идеи и нели добро и потежок избор, но со повеќе со поттикнување на младите да аплицираат, им ја будиме креативноста, па затоа и сакаме да го продолжиме повикот. Добре, интересно, Бранко го праша има ли втора шанса, дали тоа значи дека никоја идеја на секој повик може да ја забележите ако не добила шанса предходниот, па повторно да е истата идеја, може би да е друга идеја која што е подобра од првата. Сакам да кажам колку се упорни младите, колку се упорни. Да, упорни се доста и ние ги туркаме да бидат упорни, затоа што не значи дека ако не се успешни на некоја наша програма, нема да се успешни на некоја друга програма. Имаме и такво искуство, например, млади кои што не добиле поддршка од нашата програма, ги реферираме во друга програма, па добиваат средства, добиваат менторство и продолжуваат, и затоа кажав дека успехот и неуспехот. Поразите се составен дел од животот и на поразите најубаво се учи, особено на своја кожа, кога се благодариме што утро бевте со нас, поминаа 15 на минути. Да, благодариме за гостувањето. Продолжуваме по